Започна летната крводарителска акција на Црвениот крст. Граѓаните од утрово даруваат од скапоцената течност. Некои за прв пат дел стигнале до бројки како 50 и 60, па дури и до 100 дарувања. Но сите имаат иста цел, да се спаси човечки живот и да им се помогне на тие што им е потребно. Давам 30 години уназад, ова ми е денеска јубилеј 60 пати. И сакам сите ова нашава држава да даруваат крв. Прв пат дарувам крв. Како се решите денеска? Па не знам, одамна сакав да дарувам крв. Наполнив 18 години пред 1 месец и имав желба да дадам крв. Ја видов акцијава пред 1 ден и се решив да дојдам да дадам крв. Мотивот се знае, хуманоста, спасување на човечки живот. Над 50 пати. Прекрасно. Прекрасно. Па сигурно имаме спасено. И ќе продолжи овој ден и препорачуваме на другите да даруваат крв. Собраните крвни единици ќе се користат за клиниките ширум земјава. Од Републичкиот завод за трансфузиологија вела дека во градов секогаш имаат добри искуства. На летната акција очекуваат да соберат над 300 крвни единици. Па до сега се е во најдобар ред. Имаме дарители 25 до сега, ки колегата исто има уште толку, меѓу тоа е рано. Трае до 14 часа. Очекувањата се околу 300 дарители да имаме. Секоја година се одвива така. Велешаните се едни од најзастапените дарители во Македонија, редовно даруваат, бројот е секоја година голем, така да задоволни сме. И годинава акцијата по барање на лекарските тимови се одвива во 2 дена. Целта е да се намали гужвата и чекањето на крводарителите. Тоа го бара екипите од Институтот за трансфузија од Скопје, за нив како екипи е многу оптеретувачко, повеќе од 350 до 400 крвни единици во еден ден не дозволуваат нивните прописи во нивната работа. Беше на инсистирање на Институтот за трансфузија, меѓутоа убеден сум дека тоа е и растеретување и за нашите крводарители. Толкова број на крводарители во еден ден, имаше многу чекање, имаше така и негодување заради долгото време чекање. Сега во 2 дена е сепак порасталето, но полагано така. Летната крводарителска акција се реализира 20-та година поред во летниот период, затоа што тогаш има најголем недостаток на крв. Граѓаните можат да даруваат во просториите на градската библиотека. Германска фабрика од лесната индустрија, во која ќе се изработуваат пластични и останати делови за автомобили, сепак ќе се гради во Велешко. Но иако првичните најави беа за погон во индустриската зона Речани 2, тој ќе се гради во новата зона кај село Караслари. Таа локација била поприфатлива за инвеститорите. Тие процениле дека таму ќе имаат поголем бенефит, дека инвеститорите од германската фабрика имаат сериозни намери, покажува и фактот дека во општина Велес веќе доставиле план како ќе изгледа целиот индустријски комплекс. Тие се одлучија да изберат локацијата во индустријската зона во село Караслари. Тие доставија и план до општина Велес како веќе ќе изгледа целиот тој индустријски комплекс. Ја можам да изразам само задоволство што сепак за брзо време Велес очигледно ќе го види изграден овој индустријски капацитет. Првата работа што треба да ја направат надлежните е да се подготви теренот. На 7-та седница во вторник, советниците треба да донесат одлука за нова локална планско-урбанистичка документација со намена за изградба на лесна незагадувачка индустрија Г2. За да може да почне со изработка, потребно е сега да се измени планската документација, односно тоа земјиште веќе е во фаза на трансформација, бидејќи во моментот е земјиште со намена за земјоделство, односно земјоделско земјиште. Потребно е да се направи негова пренамена, да се предвиди таа пренамена со изработка на локален урбанистички плански документ, за да во најскоро време германската компанија почне со изградба на фабриката. Поред најавите, кој пред неколку месеци лично ги даде министерот Веле Самак, инвестицијата треба да чини над 30 милиони евра, а во фабриката првично се очекува да се вработат околу 600 лица.
Како ќе се развиваат основните и средните училишта од градов во наредниот период, откако ги спроведоа индикаторите за квалитет во наставата и процесот на самоевалуација, сега се пред нов предизвик. Треба да изработат стратегија за развојни планови во наредните 4 години. Најновата фаза што нашите училишта веќе се подготвуваат и се подготвени да придат кон тоа, веќе имат одскочна даска, што се вели, за развојно планирање. Тоа е стратегија која ќе се одвива во наредни 4 години, во која ќе се одредуваат веќе одредени приоритети од самоевалуацијата и ќе се земат од индикаторите за квалитет како предмет и содржина за нареден наставен период. Стратегијата за развој ќе одреди патеката по која ќе се движи училиштето во наредниот 4-годишен мандат. Согласно барањата на Министерството, мора да ја имаат сите. Јовиќ вели дека училиштата имаат капацитети тоа да го направат. Раководствата треба да формираат тимови од наставници и професори кои ќе ја изработат стратегијата. Согласно Законот за основно и средно образование, потребна е стратегија за развојното планирање и они успешно тоа ќе направат, затоа што имат квалитетни тимови што можат сериозно да придат кон ова прашање. Најреално нашето проценување ќе даде квалитетни резултати, затоа што во претходната фаза ние имавме фаза на програмирање, планирање и оценување на наставата. Вие знаете дека минатата учебна година имавме екстерните оценувања, развојното планирање ќе ја дефинира развојната стратегија за наредните години. Насоки како да се изработи документот и што треба да содржи, денеска добија сите основни и средни училишта од општина Велес. Во просториите на локалната самоуправа се одржа педагошка работилница која беше наменета за директорите и наставниот кадар, креирање на развојно планирање на училиштето и фактори кои го забавуваат реализирањето и стратегии за надминување беа темите на кои се дискутираше. Најдобрите македонски футсал играчи на мегдан против селекцијата на Босна и Херцеговина. Вечерва и утре во Велес ќе се одржат 2 контролни средби на националните тимови. Селекторите Васко Скендеровски и Боро Матан веруваат дека ќе ги искористат надпреварите за да испробаат неколку нови играчи и тактички варијанти. Македонската репрезентација ги користи пријателските средби пред настапот во квалификациите за светското првенство, а босанците за престојниот бараж за европскиот шампионат. Ќе се обидеме во овие 2 надпревари да испробаме неколку нови играчи. Значи пред се тоа е примарна цел како селектор, значи да ја зголемиме конкуренцијата во националниот тим. За таа цел се повикани неколку млади играчи од репрезентацијата до 20 година. Така да оваа репрезентација која денеска ќе се собере во Велес, број вкупно 16 играчи, од кои 4 се дебитанти, се разбира покрај стандардните кои што се носители на играта. Едина ствар која ми стварно, коju желим е да... Единствената работа е на овие 2 надпревари да бидеме здрави и комплетни. Тоа нас ни е најважно. Подготовките за настап на Европското првенство во Словачка паднаа на товар врз една група на играчи кои и сега се тука со отсуство на тројца. Јас верувам дека на баражотите ќе бидеме здрави, имаме реални шанси да одиме на Европско. Сум убеден да имамо реални шанси за одлазок на Европско. Македонија и досега има одиграно неколку надпревари со овој противник. Капитенот Зоран Левески вели дека играчите добро се познаваат. Заради пласманот во баражот, кој нас не избега за само 9 секунди, им ја препуштаме фаворитската улога на гостите. И би допуштил да се они фаворити на овие утакмици, но сепак мислам дека на домашен терен со нашиот напредок во изминатите години, мислам дека можеме да издвојуваме добри резултати. Во секој случај тоа би било победа. Се почесто федерацијата се одлучува надпреварите на репрезентацијата во футсал да се играат во Велес. Овој спорт има голема традиција во градот, публиката доаѓа во голем број и пружа одлична поддршка. Спортската сала Гемиџи полека но сигурно станува бастион на најквалитетниот состав. Македонската футсал репрезентација и понатаму спортската сала Гемиџи и градот Велес ја чувствува како свој бастион и место од кој што во кое што се постигнуваат сите поголеми поважни футсал успеси кои што ги има нашата репрезентација. Двата надпревари против Босна и Херцеговина се играат со почеток во 20 часот. Влезот е бесплатен.